Една од темите на нашиот денешен разговор или желба да поразговараме за мултиетничката интеграција во нашата општина. Знаеме дека нашата општина, како и поголем дел од нашата република, се мултиетнички средини и тука општина Струмица мислам дека има повеќе иницијативи од порано. Знаете дека во рамките на општина Струмица има комисија за меѓуетничка интеграција, знаете дека има една иницијативен одбор за формирање на младински совет, кој што исто така ќе ги опфати овие млади категории кои што треба да се дружат, треба да се осознаат меѓу себе, што мислам дека е и редовна пракса досега, меѓутоа секогаш има нови предизвици кои што треба со кои што треба да се фатиме во костец, би рекол, и да ги решаваме понатаму. Јас сакам да ја изразам мојата голема благодарност до УСАИД, до амбасадорката за она што и конкретно во овие проекти беше операционализирано или ефектуирано. Го посетивме основното училиште Маршал Тито, кој е едно од училиштата во кои што таа меѓуетничка соработка постои. Таму еден поголем проект во обновување на подот. Знаеме дека тоа е едно од најстарите, односно најстаро училиште во нашата општина. Му требаше очигледно помош и интервенции во некои градежни зафати и тука помогна војската на Соединетите Американски држави со своји донации, преку амбасадата на Соединетите Американски држави се реновираше, се обнови подот кој што беше прилично дотраен, а општина Струмица како партнер во овој проект ги обнови внатрешните врати и некои други делови од интериерот на училиштето и се уверивме во еден добро ефектуиран проект. Сега сме во дворот на гимназијата Јане Сандански, тука исто така една заедничка соработка. Се обнови фасадата со термоизолација, со обновување на зидовите на фасадата, термички изолирани прозори. Општината исто така помогна со обновување на кровот. Бизнис заедницата исто многу важно на своја самоиницијативно помогна околу некои елементи за да се дополни овој проект и да биде поуспешен. И ова е навистина еден убав пример на соработка на повеќе ентитети и повеќе чинители кои што се овде присутни во нашата држава и во нашата општина. И резултатите се очигледни. Констатиравме некои нови предизвици, констатиравме можности кои што нашето општество ги нуди во понатамошната и меѓуетничка интеграција и активирање на младите луѓе во она што се вика креирање на општеството преку своји идеи, своји визии, своји согледувања, се надеваме преку тој младински совет кој што е во формирање и кој што на некој начин го обновуваме и му даваме поголема сила и потенцијал да може да учествува во одлуките кои ги носи Советот на општина Струмица. Срекна сум што тука денес да го обележам реновирањето на две училишта во Струмица. Секој ученик заслужува средина која е топла и која стимулира. Се гордеме што работевме со локалните власти и со заедниците во реновирањето на 12 училишта ова година. Сиром земјава сме го поддржувале реновирањето на 75 училишта и планираме да реновираме уште 38 во напредните неколку години. Овие реновирања финансирани од Европската команда на армијата на САД се реализира поради напорите на училишта за да го зголемат разбирањето и пријателството меѓу учениците од различни етнички групи. Но поддршката на владата на САД за образованието оди подалеку од реновирањето.
Projektot na USAID za međuetnička integracija za mladi v obrazovanju raboti so lokalni te zajednici i gradi mostovi međuetnički podelbi v sekoj učilište v Severna Makedonija. Isto tako rabotime i so Ministerstvo za obrazovanje i nauka v revizija na nastavnata programa za gradsko obrazovanje. So cel mladite da možat naučat kako da bidat aktivni v nivnite zajednici, kako da učestvovat v donesovanju odluki i kako da so očat so predizvici kako jedno общество. I sakam da blagodaram gradonačelnik i site v Strumice dneska za poseta